Македонскиот јазик се чува најдобро низ правилната употреба и создавањето книжевност на него. А она што досега е создадено на македонскиот јазик е ризница која го сведочи неговото постоење, неговата убавина и посебност. Деканката на Филолошкиот факултет во Штип, доктор Драгана Кузмановска, вели дека во тој контекст треба силно да се сеќаваме на Блаже Конески, кого го нарече корифејот на македонската книжевно-научна мисла, човекот кој застана на браникот на јазикот и татковината, тогаш кога беше најсилно оспоруван и негиран. Современиот македонски јазик е факт. Тоа е јазикот на кој повеќе од 7 децении се образуваат нашите млади македонци. Се описменуваат и образуваат. Вршат устна и писмена комуникација. Тоа е јазикот на македонската наука, на македонската книжевност, култура, јазикот по кој светот не препознава и вреднува. Нашата традиција е долга. Корените ни се длабоки. Имаме долг и обврска да го чуваме и негуваме македонскиот јазик, како најсвета оставнина од нашите предци. Професорката Ана Витанова Рингачева вели дека Кунески ја представува една од 5 епохи во континуитетот на македонскиот јазик и затоа тој означува време во кое се созреани условите за кодификација на македонскиот литературен јазик, а лично тој помогнал и да се оберат тие плодови. Кунески е чувар на духот на нашиот културен континуитет, поетот кој толку силно нурнал во мракот на сите наши колективни и лични стравови, трауми и премрежја, оној кој со стих се обиде да ги заузда сите разбеснети бујци, вели Рингачева. Се случи така, ние потомците на Блажеконевското смачкано племе на 100 годишнината од неговото раѓање, повторно да го отвориме старото ковчеже, во кое со векови стои тапијата. Она за која зборуваше Конески, велеше: ќе ни бараат тапија за имотот, за јазикот, како кога населанецот што со векови од дедо и прадедо ја обработувал својата земја и го превртел и го знае секое неизино грудче, му се бара поседовен лист и дека тешка е раката што плаќа за маката. Затворен цитат. Цивилизираниот човек живее во воздејство со јазикот. За него јазикот е се и се е јазик, иако можеби тој не е доволно свесен за тоа. Во јазикот се обединува материјалната и духовната култура на човештвото. Јазикот е производ на таа симбиоза, тоа е нераскинливо единство од тие две материи. Големиот Тургенјев во една прилика рекол, цитирам: "Во денови на размислување за судбината на својата татковина, јазикот ми е голема потпора. Тој голем, моќен, вистинит и слободен јазик." Изминатите 20 години ликот на Блаже Кунески се чува и преку делувањата на фондацијата која што го носи името на неговото родно место Небрегово, а неговото дело се проучува, продлабочува и вреднува уште повеќе низ континуираната работа на неговите наследници, книжевниците и научниците следбеници на Конески. Речиси сите проучувачи на ликот и делото на Блаже Конески непобитно го истакнуваат својот непоколеблив став, содржан во основната програмска цел дефинирана при формирањето на фондацијата Небрегово. Големото дело на Блаже Конески да биде показ, патоказ и инспирација и за идните генерации. Денешниот настан очигледно го потврдува тоа. И ви честитам. Блаже Конески и неговото дело се повеќе од реченото и напишаното, бидејќи за секогаш останува живиот спомен за него и неговата бесмртност, а славата на бесмртните е бесконечна. Мислата на Конески дека јазикот е единствената наша комплетна татковина е аманетот за сите генерации. Годинава се обележува 100 годишнина од раѓањето на Блаже Кунески, но и 20 години од основањето на фондацијата во негова чест Небрегово.
На повеќе високообразовни и научно-истражувачки установи ќе се организираат настани, дебати, конференции во кои ќе се говори за кунески и македонскиот јазик, кои, како што напиша еднаш академик Стаматовски, се континуитет и идентитет и на македонскиот народ.